10 дена по крвавиот масакар во Врачар, каде 13-годишно момче застрело 8 соученици, македонските власти доцнат и допрва се подготвуваат за да ги обезбедат училиштата и да го намалат врсничкото насилство, додека тие наводно се консултираат со универзитетски професори и експерти за да превенираат. Полицијата веќе регистрираше закани и списоци од ученици во Тетово и Штип. Министерот Спасовски смирува, вели тоа било невнимателно детско однесување за кои нема реални закани. Упатувам порака пред се до родителите и до учениците дека ова не е нешто со кое што ние можеме да едноставно се однесуваме несериозно и да предизвикуваме несигурност. Да се работи многу повеќе со сите нив, а секако и раководството на училиштата да бидат на едно повисок степен на одговорност и внимание. Повеќе од 10 пораки со поплаки за врсничко насилство регистрираше Министерството за образование, кои пристигнале на меловите кои беа создадени за оваа намена веднаш по трагедијата во Србија. Оттаму информираат дека се подготвуваат превентивни мерки кои треба да бидат усвоени на владина седница, но во меѓувреме нема ништо конкретно на терен. Министерот уште пред една недела ги најави мерките, но училиштата мора да ја чекаат владината седница на која треба да бидат усвоени. Проблемот со булингот и насилството не е ништо ново. Пред пол месец двајца тинеџери на 10 годишна и 13 годишна возраст силуваа 8 годишно дете во Скопје. Според нивната возраст, тие се изземени од кривична одговорност, но случајот е преземен од Центарот за социјални работи. Доколку се утврди дека децата се воспитно запуштени, родителите ќе се соочат со затворска казна.